Драги пријатели, добродојдовте во подкастот Тело и здравје, иницииран и поддржан од УНФПА, Фондот за население на Обединетите нации и Македонската асоциација на гинеколози и обстетичари. Јас сум Ана Јовковска и чест ми е што ќе ве водам низ разговорот од втората епизода на Тело и здравје, во која што ја посветуваме на Светскиот ден на населението, World Population Day. Ке зборуваме денеска всушност за овластувањата на младите луѓе да создаваат семејства, но внимавајте, семејства кои ги сакаат и кои ќе ги имаат во еден фер и надежен свет. Всушност ке зборуваме за условите, за можностите и за бариерите да се има репродуктивен избор. И веројатно најважната одлука што едно човечко суштество може да донесе во својот живот, тоа е репродуктивната одлука. Значи, кога, дали и со кого ќе има дете. Може во овој подкаст и поинаку да го започнам, значи наместо формалното здраво, јас сум Ана Јовковска и чест ми е што ќе го модерирам, можев и вака. Јас сум Ана Јовковска и подоцна во текот на разговорот ќе ви кажам зошто се одлучив да имам само едно дете. Ви благодарам за вниманието. Овде во студиото на денешниот подкаст се тројца извонредни говорници, но пред да ги представам само накратко сакам да се повикам на некои важни статистики кои на некој начин ја опишуваат актуелната состојба во светот. Вината за намалувањето на стапката на наталитетот најчесто ми се чини дека се крши на грбот на младите. Мислам дека најчесто прстот го впруваме токму кон младиот човек, тие се најпогодени со нивните клучни и тешки одлуки кои треба да ги донесат кога се впуштаат всушност во авантурите на зрелоста, а стапките на фертилитетот низ целиот свет паѓаат на рекордно ниски нивоа. Силно звонат алармите и на политичарите и на медиумските експерти, честопајќи дури и сејќи паника дека се случува, како го нарекуваат, колапс на популацијата, па дури и страв за исчезнување на човештвото. Сепак, најновиот извештај за состојбата на светската популација открива дека вистинскиот проблем не е намалувањето на стапките на фертилитетот, ниту пак е оваа моментална невидена фрапантна бројка на популацијата на нашата планета, која што е 8 милиарди жители. Вистинската криза е всушност недостатокот на репродуктивниот избор. Или она што би се рекло со наједноставни зборови, луѓето едноставно не се во можност да ги исполнат своите желби, своите аспирации за плодност. И како што реков, младите се најпогодени. Многумина претпоставуваат дека младите избираат да немаат деца, дека тоа е некаков си личен избор, да речеме. Без разлика дали причината за тоа е потребата да се трасира некаков професионален пат, некаква кариера, или можеби сексуалната ориентација, или можеби дека причината е она што се перцепира како себичност во наводници. Сепак, анкетите на UNFPA, кои што се направени во 14 различни земји на испитаници со сериозна бројка од 14.000 луѓе, покажуваат дека повеќето испитаници всушност сакале да имаат деца, дури да имаат и повеќе деца, но не може да ги имаат главно поради социјалните, финансиските и здравствените бариери кои што постојат. Јас имам пријателка која што пред неколку години ми рече: решена сум да немам дете. Онака, прво сакав да спорам со неа, да прашувам кои се незините лични причини, таа веднаш ми рече: јасно ми е, не сакам да донесам дете, со овие зборови, не сакам да донесам дете во овој суров, безнадежен и неизвесен свет. Веројатно младите луѓе кои што се поголеми оптимисти ќе го направат својот избор со поголема веројатност дека ќе го проложат животот што го сакаат и за себе и за своите семејства. Но повеќето луѓе пријавуваат грижа и неизвестност за својата иднина. Значи, тоа е една всушност од причините за намалената стапка на наталитет. Живееме во време на војни, во време на глобални конфликти, пандемии, глобално затоплување, климатски катастрофи и сето тоа во комбинација и со економската нестабилност, значи со растечките овие глобални конфликти, значи дека всушност многумина се плашат дека нивниот свет ќе биде помалку надежен од светот во кој што живееле нивните родители. Мислам дека е легитимно чувството на секој млад човек да се чувствува измамен, да верува дека неговата иднина на некој начин е ограбена од креатурите на политиките кои многу пати не се ни свесни на кое дераче всушност го носат животот на младите луѓе. Или како едно момче изјави:
Вели, младите луѓе не размислуваат само за своите идни деца. Тие размислуваат за светот што тие деца ќе го наследат. Затоа, одбележувајќи го светскиот ден на населението, наместо да зборуваме за бројот на луѓето, за таа фрапантна бројка која што рековме достигна 8 милиарди жители на планетата, да зборуваме за бројот на изборите кои што луѓето ги имаат, особено би рекла жените и девојките. И, ако треба само во неколку збора да сублимирам што во следниот скоро 1 час ке зборуваме со нашите денешни гости, тогаш би рекла за условите и бариерите за репродуктивниот избор, за раѓањето деца по сопствен избор, за фертилитетот и за неможноста да се има деца, за многобројните решенија во ерата на демографска разновидност. Би сакала да ви ги представам денешните гости. Прво ви благодарам што одвоивте време да бидете во подкастот Тело и здравје. Професор доктор Ана Мартиновска, универзитетска професорка, всушност научна истражувачка во Институтот за македонска литература при УКИМ, научничка од областа на културата и литературата, најшироко би рекла, активистка за женски права, која што долги години ја бие оваа феминистичка битка и поранешна колумнистка на родови теми. Добро дојдовте. Добро ве. Доктор Ајла Шабани, специјалист гинеколог на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство и секако дел од Македонската асоциација на гинеколози и обстетичари МАГО. Доктор Шабани, ви благодарам што денеска на момент ја паузирате вашата амбуланта и одвоивте време за подкастот на УНФПА. Ви благодарам за поканата, големо задоволство ми е да бидам дел од овој разговор. Пациентите чекаат, ќе гледаме што побрзо да ги отвориме и по можности да ги затвориме дел од клучните прашања. Имате за мене? Да, секако. И доцент доктор, нема да се чудите зашто го оставивме на крај, па нека се чувствува и мажот еднаш дискриминиран, така е? Веќе се чувствувам од долго. Да. Доцент доктор Гордан Георгиев, политолог, професор, во граѓанскиот сектор активен повеќе од 20 години, коосновач и претседател на Форумот за разумни политики. Ви благодарам за денешното присуство. Благодарам и вас, иако веќе мириса на дискриминација. Мириса на дискриминација 3:1. Никако. 3:1. Професор Мартиновска, ќе почнам со вас со најосновното прашање. Значи, планирањето на семејството. Колку е вообичаено или не вообичаено раѓањето на деца по сопствен избор? Сопствениот избор не е сопствен избор. Секогаш, туку е многу повеќе од тоа. Вие точно тоа го лоциравте во водното излагање. Секогаш личните желби се една работа, се разбира, нели, желбата на едниот или двајцата партнери, кои можат и не морат да бидат еднакви. Да. Моментот со кариерата, со семејната динамика воопшто, меѓутоа и многу други фактори се некако во интеракција при носењето на еден таков сериозен избор. Од социјалните, нели, можноста да се ако порано велевме треба село да се одгледа едно дете, денеска сите ние сме оставени повеќе или помалку сами на себе, особено во големите во урбаните заедници, се помалку родителите имаат помош во одгледувањето на децата. Условите кои што се нудат во едно општество за деца, значи доволен број на места во градинки, во училишта, онакво образование, грижа за децата каква што не треба, економските услови се секогаш многу битен фактор, бидејќи не е се едно како, нели, тоа е голем фактор, одлучувачки, меѓутоа и ни за друга, политичката клима која што некогаш е или не е стимулативна во однос на мерките кои што се, законите кои што се носат врзани со репродуктивното здравје, нели, ограничувањето на правото на прекинување на бременост, да речеме, или не, културните установи, притисоците на средината, навистина е тоа сплет од многу фактори. Сега, наспроти тоа, сето тоа земање во предвид на толку многу фактори, вистината па е дека многу пати и изборите се прават случајно и има една анекдота што сакам некогаш да раскажувам, дека во некој македонско село имало навистина голем наталитет, и докторите се собрале, викам, ние мора да идеме да истражиме што е причината за овој фактор. Влегуваат во првата куќа во која што има 7 деца. И тие велат, па викам, многу добро ова за наталитетот на земјата, кажете ни што е, каде е причината? Тој вели, па знаете возот што поминува. Ама не ве прашуваме за возот, ве прашуваме за децата.
ама возот од Битола поминува во 5:30. Ма каква има тоа врска со наталитетот? 5:30 е прерано за да тргнеме на работа, а предоцен за да презаспием. Така да, работите се сериозни, но и не се толку. Одлуките сепак се сплет на многу случајни и намерни фактори. Да, секако. Истражувањата покажуваат дека половина, да речеме, од сите бременности во светот се непланирани. Се проценува дека секоја година во просек се случуваат 121 милион токму такви бременности. Всушност 13% од сите млади жени во земјите во развој почнуваат да раѓаат деца додека се деца. Несаканата бременост се често појава и во нашата држава и стапката на малолетничка бременост во Република Северна Македонија е 3 пати повисока за разлика од земјите во Европската унија. Доктор Шабани, кои се психолошките и здравствените последици од оваа ситуација? Кај младите луѓе особено. Несаканата бременост кај младите често носи сериозни психолошки и здравствени последици. Не секогаш, но тоа особено кај малолетните несакани бременности носи сериозни здравствени компликации, како што се компликации поврзани со бременоста, неможност да се достигне до соодветни здравствени услуги. Сето ова покажува колку е многу важно поддршката на младите, да се овозможи едукација и да се има слободен пристап до здравствени услуги. Во Европа, во просек велат дека сакат 2 или повеќе бременности. Да. Но сепак total fertility rate е 1,4. Да. Глобално во едно истражување проценето дека 1 од 3 лица, односно 1 до 3 лица, односно 31% од лицата над 50 годишна возраст имат бременост помалку од тоа што имале бременности помалку од тоа што сакале. Според податоците според последните податоци, несаканата бременост во Источна Европа е 47 на 1000 жители, а во Централна Азија е 37 на 1000 жители. За што сакам да кажам дека несаканата бременост не е само здравствен проблем, туку и психолошки проблем во населението, односно психосоцијален проблем. Секако, да. Луѓето се соочуваат со широк спектар, значи, на пречки за остварување на нивните намери за плодност. Професор Георгиев, што според вас игра улога во така наречената, како се нарекува, епидемија на осаменост, на тоа како е се понисок бројот на бракови кои што се случуваат, намалувањето на плодност? Вие сепак имате 3 деца. Сепак, наспроти се може да се. Наспроти се. Добро, јас ве слушав сега внимателно и ми доаѓаат идеи. Значи, ние ќе генерализираме социјално, обштествените, политичко, геополитички, веројатно, ќе сакам да кажам нешто подоцна за тоа, причини. Но има една работа што не ја спомнавте, тоа е, сега може и банално звучи, тоа е љубов. Што сакам да кажам? Враќајќи се назад, сега не знам дали ме пофаливте дека имам 3 деца или како беше, во која конотација беше квалификацијата. Кога сме го планирале ние тоа, ако сме го планирале, сега веќе се навраќам назад, дали сме го планирале тоа со сопругата, имало некаков базичен договор дека јас со тоа човечко битие каши мене сакам да имам деца, бидејќи ја сакам, бидејќи сакам од мене и неа да имам деца и така натаму. Без претерани економистички математики. Тие после се фактурата од после стига, бидејќи вие разбирате дека во едно општество кое што е прилично атомизирано, особено зборам живење во град, и овој град е голем, Скопје, во поголемите градови, јас сум живеел во поголеми градови, е многу поизразено тоа. Има и анализи, статистики и така натаму, не е тоа спорно. Дека луѓето живеат по-индивидуално, по-индивидуализирано, по-осамено, веројатно, помалку има интеракции, помалку имаат оно што се рекува баба, дедо, шатл. Сакам да кажам дека, ево, од конзервативна перспектива, ако сакате, тој аспект на планирање на повеќе деца или деца воопшто, посвестум, знам дека јас многу леснува. Од друга страна,
Знаете како, ако приманиот импулс е љубов, а не е друго, не е економија, не е политика, не е ништо, тогаш не ги љубовта ги засенува другите работи. Сега, јас можеби не сум во ситуација, да речеме, ние сме релативно добро ситуирани, јас и жена ми, така што ги немаме тие предизвици кои што знаме дека ги имаат други луѓе. И тие предизвици не се за подценување. Да, точно тоа сакав да кажам, сепак се работи за една привилегирана, условно кажано, да позиција. Речеме, да, но тие предизвици се драматични. Но искрено ви кажам, ако велиме за младите, не сум сигурен колку младите кога влегуваат во вакви констелации, ги размислуваат тие работи. Веројатно по линија на помал отпор, особено во атомизирано општество, е полесно се кажеме, немам јас услови да создавам деца, бидејќи не е тоа само раѓањето, не е само чинот на раѓањето. Има една српска поговорка, малце груба, ма ќе ја кажам, вика, родило се, валја га луѓати. Груба е, но во суштина тоа е, значи детето се раѓа и потоа целиот процес е потешкиот дел, да кажеме, како ќе го социализирате, ќе разговараме за тоа и така натаму. Но дефинитивно, например, ќе ви кажам што е моја обсервација после трето дете, дека општеството наше и општо општество како се скроени за максимум 2 деца. Од автомобилите во кои се возиме, до, не знам, хотел на букинг, кој ќе земете за 20 родители плюс 3 деца, ви даваат 2 соби, а не една. Тоа е веќе дупли трошок. И така натаму. Значи има, да речеме, една структурна поставеност на општеството, дека повеќе од 2 деца е веќе нешто што не е очекувано за општеството или за политиката од таа страна. И сега има овде многу подтеми, ако сега да ги разговараме. Ќе ги отвараме секако. Професор Мартиновска, како би дефинирале телесна автономија? И што се, да речеме, во овој поем може да влезе? Па телесната автономија по дефиниција е слобода на изборот на сите избори кои се однесуваат на вашето тело, без никаков страф од насилство, од притисоци, од било кој. Тоа првенствено се однесува на сексуалното и репродуктивното здравје. Меѓутоа, сите овие прашања се и во теоријата, значи не се прашања само на телото, туку се прашање на моќта. Односно, која има моќта да одлучува за телото. Нели, да, сега повторно доаѓаме, мораме да ги споменеме сите политики кои што се прават и сите обиди на државите да ги контролираат телата, особено на жените и девојчињата, за тие да имаат моќта во одлучувањето. Така да, иако е основно човечко право, за жал, глобално свесни сме дека постојат многу примери каде што жените и девојчињата немаат целосна телесна автономија, а тоа е секако врзано со сите процеси кои треба да водат кон родова еднаквост на општеството, затоа што ако вие немате право на избор по сопственото тело, се разбира да тоа понатака значи дека немате право на избори за многу други важни работи, од живењето, образованието, здравството, пристапот до услугите, до ресурсите кои што едно општество треба да ги нуди. Така да телесната автономија за жал е нешто што станува таква жешка, актуелна тема, особено во некои мигови, во некои средини во кои што се обидуваме да ги ограничиме тие избори и да речеме да пропагираат држави само еден модел на семејство кое што ќе биде хетеросексуално, нормативно, да. Да, и кое што ќе биде само еден вид на христијанско или значи еден вид на нуклеарно семејство кое што ќе се протежира за сметка на сексуалната слобода и различностите. Докторке, споменав најважната одлука во животот на секое човечко суштество е одлуката, репродуктивната одлука. Кога, дали и со кого ќе има дете или деца. И јас не можам ни да претпоставам какви се ситуации вие секојдневно доживувате на вашата работна позиција. Нели работите на Универзитетската клиника за гинекологија и акуширство, каде верувам дека има голем број на пациенти кои што ги кршат таму најтешките одлуки. Дали да се одлучат за прекин на бременоста, абортусот како решение или да се одлучат да го задржат детето. Значи тоа се сплет на многу околности, значи не само здравствени, туку и психолошки, односно ментални. Што све сведочите?
репродуктивната одлука навистина е една од најважните одлуки на секоја личност во животот. Во клиника за гинекологија секојдневно се соочуваме со различни судбини. Имаме млади девојки кои што не знаат каде да се обратат. Има млади девојки кои што не може да стигнат до средства или до контрацептивни средства или до терапија за сексуално преносливи болести, дури не се ни информирани каде треба да се обратат. Најжално што имаме случаи на жени, односно млади трудници кои што веќе се бремени и поради финансиски или други социјални причини мора да прекинат бременост. Тоа не е несакана бременост, тоа е сакана бременост, туку поради неможност да ја држат бременоста ќе мора да прекинат. Ова го кажувам за по една цел што во суштина е многу битно и системската поддршка на младите и на жените. За жал, стапката на контрацепција сепак е многу ниска. Околу 86% од младите кои влегуваат во сексуални односи всушност не користат контрацепција. 86% замислете. Има уште еден податок кој вели дека само 21% на пример од средношколците во првата година учеле како се користи кондом. Еве чисто илустративно, значи од друга страна контрацептивното средство не е ни на листата покриено преку фондот за здравствена заштита. За жал, да, и ова покажува колку е многу битно едукација и поддршка на младите во овој аспект. Да. Гордан, имаат ли според вас младите доволен и не само доволен, туку и соодветен пристап до информации и едукации кои се однесуваат на сексуалното и репродуктивното здравје? Па јас би рекол дека не само што има доволен, туку има преголем. Ама пристап. Каков? Дали соодветен? Тоа е прашањето се. Дали е соодветен? Сега, може ми од лично искуство, може ми нешто малци пошироко. Прво доволен пристап имаат, бидејќи ова што се случува околу нас, а тоа е релативно нов феномен, а тоа е пенетрација на технологијата. Социјалните медиуми. Социјални медиуми, сакате порно сајтови, порноиндустријата, значи целата оваа капитализација на сексот, на некој начин и создавање, покажување на телото како предмет, објект кој што може да се продае, кој што е релативно ефтин да се продаде. Че ги имате и овие сајтови кои што се значи во живо што одат. Тоа на младите и на децата, не само на младите. Значи зборувам се на деца на 12, 13, 14 години. Не секој е свесен и не секој дури оно што мисли дека е свесен, значи да речеме, јас се сметам за себе си за свесен родител. Тоа воопшто не е така. Бидејќи навистина просторот, пропулзијата на таков тип на вести и информација е многу лесна за децата. За родителите веројатно и недофатлива, не секогаш. секогаш. А за родителите е недофатлива се контролира. Да. Ако веќе зборуваме за контрола или некаков надзор, да кажеме. Во училиште условите се такви како што се, значи нема структурно или темелно добивање на знаење на темата, или пак не е тоа едноставно така артикулирано да може тие децата да бидат свесни, колку и да имате сексуално образование и така натаму и така натаму. Тука јас би ги поделил сега важноста на родителот е тука навистина клучна. Да, може да зборувате и од позиција на родител, бидејќи најголемото дете која возраст е? Значи моите се 13, 12 и 7. Да, точно таа осетлива возраст, да речеме, во пубертет. Во таа возраст, но родителот е многу често фрустриран и многу често немоќен. Дури оној кој што се смета за свесен или така што таа битка се плашам дека можеби е изгубена. За таа битка не треба поголема мобилизација. Сега вие рековте за употреба на контрацептивни средства. Ја сеќам у 90-ти години кога ние бевме млади, беше актуелна сидата, AIDS. И тогаш некако кампањата беше толку моќна, ако се сеќавате, не плашеа со тоа и мислам дека многу повеќе се користеа контрацептивни средства, не ги знам статистиките. Сега и тоа се профанизира, во смисла дека сексот као чин е комплетно профанизиран. Јас ги гледам и пријатели што имаат повозрастни деца. Практично она што го кажам, се иземува емоцијата или љубовта од сексуалниот чин и тоа звучи малку изгледа и бестијално, да ви кажам. Тоа е голем проблем. И мислам дека тука е технологијата таа која што е еден од главните
Па заедно, ако сака да се да ја шириме овој нахален капитализам што ни се случува, кај што Македонија не е иземена, не е имуна. Мислам дека тоа тука треба да ги гледаме работите. Како тоа се решава? Мислам дека прво индивидуално, па и едукација на родителите, но овде мислам дека има некаква улога и државата и образовниот систем. Апсолутно, системски, како да кажам, едното не го исклучува другото, односно родителите, едната нишка, образованието, многу друго главен фактор, секако системската поддршка која што треба да постои на ниво на Да, цела. меѓутоа образованието е она кое што заостанува по ова прашање. Не само што не го вклучивме сеопфатното сексуално образование, туку имаме напротив сега една зголемена тенденција на антиродови движења кои се бунат против. Јас бев дел од проектите на Хера кои што се залага за воведување на сеопфатното сексуално образование во училиштата. И тргнував токму од оваа позиција за која што говореше и Гора. Децата секако, младите секако ќе научат за сексот. Меѓутоа прашање е што ќе научат. Ако тие истражувања велеа во основни училишта направени во 5, 6, 7 оделение, од каде вие добивате информации? Едно огромно мнозинство велеше дека добива од порно сајтовите. А каде ти, момче, си гледал порно сајтовите? Ама не гледав, ја гледаше на другар ми братчето, поголемото братче. Од друга страна, да, технологијата и популарната култура генерално им дава некакви информации, но зголем тој сексизам, тој објектификација на жените и се контра сега и феминизмот па влегува и во популарната култура, па се борат. Меѓутоа ние не смееме да оставиме децата да гњурат во тоа во тие огромни океани на информации и дезинформации, туку треба стручни лица кои што осмислиле да најдат начин кој што е соодветен на возраста да ги воведат овие теми и во училниците, бидејќи не можеме секогаш да сметаме ни на родителите, бидејќи и родителите сме една разнородна категорија на луѓе кои што не само што имаат различни ставови по овие прашања, туку имаат различни позадини или образовни знаења, доаѓаме од различни средини и тука мислам дека сепак образовниот систем мора да повлече главната улога за да ги учи. Мислам, статистиките велат децата кои што ќе слушаат сексуално образование во училиште нема да имаат повеќе секс. Напротив, статистиките се дури обрат, тие ќе прават свесни одлуки и ќе бидат повнимателни знаејќи ги ризиците. И таму ќе се зборува и за љубовта, ќе се зборува и за релациите кои што треба да ги имаат со партнерите, за тоа кога е вистинското време да се има секс. И ќе завршам со примерот популарната култура. Има една серија која што се вика сексуално образование и која што можеби треба родителите заедно со децата да изгледаат, бидејќи ги отвара токму сите овие прашања. Како во училиштето едно дете станува сега секс гуру кој што ги подучува сите други. Мораме да им обезбедиме информации кои што се релевантни и стручни и соодветни за нивната возраст. Гордан, сака да реплицирате, да? Не е реплика, само уште една паралела што ми текна сега додека зборувавте. Ако не се сеќавам јас, ама сексуалната револуција 68-69, која што беше или била ослободувачка во претходен контекст прилично конзервативен, се сметаше и се смета се уште и со оваа историска перспектива се смета за нешто позитивно. Оваа сексуална револуција сега, ако е сексуална воопшто револуција, мислам дека тоа сосема го обезвреднува и сексот, и љубовта, и се тоа. Значи, ние сме во рецесија. Ако зборуваме дека од 68-69, тоа не е поврзано само со сексуална револуција, со повеќе права и жени и така натаму, дека беше еден нагледен прогрес, не сум сигурен дека во моментов сме во таков прогресивен бум. Напротив, мислам дека одиме назад во таа смисла и дека тоа може да има долгорочни последици на општеството во кој што живееме. Не зборувам за нациите, тоа е друга тема, ама зборувам за општеството во кој што живееме. Така. Ајде сега ќе се вратиме малку и на медицинскиот аспект, бидејќи нели, да, тоа е сплет на фактори и околности. Зборуваме и економската несигурност, и родовата дискриминација,
партнери кои не успеваат да ги поддржат желбите, да речеме, да се има деце, ниско квалитетната грижа за сексуалното и репродуктивното здравје и така натаму. Меѓутоа, еве, како вие би заклучиле кои се социјалните, економските, политичките и здравствените трошоци за човековите права, нели, од подкупувањето на тоа да се роди и да се има дете по сопствен избор? Вака е, здравствените политики што се однесуваат на човечките права треба да ги почитуваат индивидуалните права на секој човек. Дали, кога и со кого сака да има дете. Тоа не е само приватна одлука, тоа е од суштинско значење, затоа институционално, односно секоја држава, не треба со вина, со сила, со забрана на абортус или со недостапност до контрацепција да потикне наталитет или нешто, желбата кај младите. Тоа само може да доведе само до подкупување на телесната автономија кај младите. Наспроти тоа, значи, здравствените политики треба да се насочуваат кон друга насока, односно треба да се обезбедат соодветни здравствени услуги, односно информации кај младите, да се има полесен пристап до контрацептивни средства, односно до третман за сексуални преносливи инфекции, и тие средства да, ако е можно, да бидат во товар на Фондот за здравство, да се поддржува мајчинството, но од друга страна и да се поддржува одлуката на некоја личност кој не сака да има дете. Зошто е тоа така? Зашто со ова го почитуваме достоинството и правата на секој човек. Апсолутно. Сега пак ќе вратам кај Гордан од позиција на татко. Имаме ли позитивни знаци на напредок? Например, има ли поголем број на мажи, бидејќи репродуктивниот избор е тесно врзан со родовата еднаквост? Имаме ли повеќе мажи, да речеме, кои денес земаат татковско отсуство? Знаеме дека примерите на скандинавските земји во однос на споделеното родителско отсуство се далеку поразлични од она како е кај нас во Македонија. Може да зборувате и низ личен пример ако сакате, а и генерално кои се вашите знаења во однос на татковското отсуство од работното место, колку често тоа се практикува кај нас? Па има. Би се осмелил да тврдам дека има, иако ќе зборувам за мал примерок, не само мој личен примерок, туку и, да речеме, некаков круг на луѓе што ги знам. Нашиот бабл, да речеме, пријателите. Да речеме нашиот бабл, да. Малце може би пошироко. Има, би рекол дека има нагласена свест, поголема нагласена свест, статистички не знам дали може да се подкрепи, кај мажите околу важноста на татковството. Бидејќи стигмата постои сега, нормално споредивте Шведска, не сме Шведска, таа стигма постои, таа е општествена стигма која што како сега ти ќе седиш дома, например, да чуваш деца. Но во светот во кој што дури природата на работата и при работата сила се менува, повторно ќе кажам технологијата, на некој начин може би се изедначува колку во релативни рамки се уште тоа не е така. Да, не постојат машки и женски професии. Да, улогата на мажот и жената. Еве ќе кажам, например, во моментов мојата сопруга заработува повеќе од мене. Или кога се роди Дуња, као трето дете, јас бев практично без работа или бев така, флуиден да кажеме. И не само што влегов во таа приказна, сега тука е проблемот и како мажот го ја перцепира жената како мисли се неговите вредности ставови визави жената, визави дискриминација, визави женска популација генерално. Значи тука јас тврдам кога зборуваме за феминизам и така натаму дека треба да се работи со мажите повеќе. Што не го прифаќаат секогаш феминистите и феминистките, но навистина ако зборуваме дека има системска дискриминација, значи таа потекнува од некаде, потекнува од мажот визави жената, предпоставка е да е таа, тогаш веројатно на освестување на тој дел. Сега, дури би рекол дека во поурбаниве средини во Скопје, Македонија, станува фраерски. Таткото да биде тој што го хендла дел од семејството. Сега ви кажам некакви искуства, вие гледам реков, зборов за мал семпл, околу Дебармало тој Во ред, татковци што шетаат низ парк. Но тоа не било така пред 10 години, сега да довршам мојата теза. Се да согласим. Значи не било така и има некаква бавна прогресија која што може би преку вакви подкасти
ќе Ќе поттикне. поттикне, ќе мотивира, ќе стимулира. Значи таа стигма е намалена во таа. Сега во руралните средини, да кажеме, пошто јас имам контакти и таму и дури дел од животот таму живеам. Значи во руралните средини таа стигма е, тоа не е дури ни стигма, се работи за поделба на некој труд, да кажеме, од старо време, од старите стереотипи, кога мажот оди на нива, жената седи чува деци така, но потешко е. Но не е таму, тоа потешко само тука, потешко е веројатно, не знам дали во Шведска, ама потешко е секаде. Но повторно ќе се осмелам да бидам на позитивна нота дека таа стигма, ако дека таткото чува деца, а мајката работи, дури еве ќе кажеме на индискреција, жена ми во тој период која бев без работа, ми рече, слушај, немам јас проблем ти да седиш дома и да ги чуваш нашите прекрасни деца, супер си, ќе им кажуваш работи убави, ќе им раскажуваш, ќе учите заедно и така. Немам проблем, напротив, мислам, јас го гледам чувањето на деца или како се вели узгајање. Да, воспитувањето. Да, во целиот тој процес на изнесување на деца на некаков пат, дека веројатно е клучна некаква улога во наше општество, кое што е навистина со тешки предизвици од сите страни и тешки сензации, негативни. Работата што не смееме да оставиме на случајности, односно на индивидуални проблесоци, вашиот пример е фантастичен. Меѓутоа, ако државата тоа, ако системските политики го стимулираат платеното родителско отсуство и кај мажите, тогаш веќе имаме друга приказна. Бидејќи во одредени европски земји, на пример, кога ќе аплицираш на одредено работно место, а ако имаш дете, ако си маж, и ако видат дека во твоето CV пополнуваш дека ти си користел платено родителско отсуство, тоа се зема како предност, како некаква позитивна твоја, нели, лична, како да кажам, освестеност. И само што не само тоа, јас на пример еве имам пријатели во Франција што живеат во Париз, кои што се, да речеме, разведени и се многу тешки условите во такав мегалополис. На вистина им значат тој тип на субвенции, поддршки и така натаму, и тие на вистина ги чуваат децата сами како самохрани татковци, да кажеме. И тоа веќе не е стигма во условно кажам поразвиените општества, не е стигма, напротив, како што кажам, може и фраерски да биде, колоквијално кажано. Професор Мартиновска, да позборуваме значи за понатаму за овие родови норми кои што придонесуваат на сите овие општествени услови за неостварување на намерите на плодност. Значи родовиот јас на пазарот на трудот. Откако ќе роди една жена дете, времето додека да се врати повторно да биде активна на пазарот на трудот. Нееднаквост на работното место, тоа значи нееднакви плати во однос на иста професија мажи и жени. Политиките на родителско отсуство кои еве и сега ги спомнавме, недостатокот на таа мрежа на сигурност на децата, грижа за децата, логистика, градинки, обезбедено место во градинка и така натаму, па дури недостаток на флексибилни работни ангажмани. За една жена, за една мајка би било многу значено да има можност да има флексибилен можеби работен ангажман откако ќе роди дете, наместо 8 часа работно време. Значи, постојат голем број бариери во одлуката дали човек ќе се реши или не да се реализира како родител и би сакала тука малку повеќе околу тој родов јас. Не е едноставно да се генерализира по ова прашање, бидејќи се разбира многу зависи од тоа каде сте, односно не само во државното уредување, туку дури и да речам некако до каде сме со борбата против патриархатот, односно дали се уште тие патриархални матрици се доминантни во едно општество или не. Што се однесува до, да речеме, до вработувањето, родовиот јаз се уште секаде во светот постои, дури и во земјите кои што се најдобри, ги споменавте скандинавските, мислам дека Исланд е прв, 92% успеал да оствари, значи дури и таму немаме потполна еднаквост и равноправност. Ама што тоа значи? Тоа значи дека споредување на образованието на жените, кое што најчесто е повисоко, особено во повисоките степени на образование, во магистратури и докторати. Да, мала е разликата, ако тоа се спореди со однос на работните места кои што жените ги добиваат и особено работните места на повисоки, на senior level, на повисоко ниво и особено местата на одлучувачките места каде што имаат можност да влијаат на политиките. Така да
да, се согласувам дека има некаков напредок и глобално, па и локално кај нас. Меѓутоа, тоа се уште е најчесто на ниво на ми се погоди маш ми помага, многу е фин, ми помага. Значи, он со добра волја, затоа што е фин, затоа што е феминист, па еве, ќе го причува детето додека и ќе го однесе до парк, ќе го прошета, додека, да не се лажеме, втората смена, значи, обврските во домот, во семејството, микроменаџирањето на семејните и работните обврски, зборам ако нели работат, Да. предпоставка дека работат двајцата родители, грижата за возрастните во семејството и понатака доминантно остануваат женска задача. Меѓутоа, не е феминизмот оној кој треба сега да се бори борба на жените против мажите, а тоа сакам постојано да го повторувам и да го повторувам. Патриархатот како систем е ограничувачки и за мажите, затоа што и нив ги става во калапчиња во кои им е тесно и во кои не им е пријатно. Значи, треба генерално да дигаме таа свест на многу начини, преку образованието, преку медиумите, еве ова е можеби Ова е еден од начините тие секако. начини да се крева таа свест за некакво споделување на животот, на животните одлуки, на животните потреби на едно семејство помеѓу партнерите внатре во заедница. Ви благодарам, Ана. Доктор Чабани, ќе одиме на една друга тема, секундарната неплодност. Источна Европа и Централна Азија имаат едни од највисоките стапки на секундарна неплодност. Значи, зборуваме сега за во светот, предизвикани од сексуално преносливи инфекции и од небезбеден абортус. Инаку, околу, како доаѓа, 1 од 6 возрастни лица во светот доживуваат неплодност, значи 1 од 6 доживуваат неплодност, но алтернативните опции, како што се инвитро фертилизацијата или пак посвојувањето на дете, имаат тенденција да чинат премногу, значи да се скапи и да се ограничени на брачни хетеросексуални парови. Да. Па тука можам да го спомнам и дека и овде постои тој така наречен токсичен родов јаз. Значи, има личности кои што имат и финансиска и социјална поддршка за да можат соодветно да се грижат за своето сексуално репродуктивно здравје, а има девојчиња кои што би сакале тоа, но не се во можност да го реализират. Јас како гинеколог секојдневно се соочувам со девојчиња кои што живеат со срам, со страв, со вина за нешто што е нивно тело Интернализирана и вина. нивно право. Ние сме сведоци, Гордани, на растечки антиродови движења, кои повикуваат нели на враќање на тие застарени родови норми, ограничување на тие репродуктивни улоги, нели брачни, хетеросексуални и така натаму. Каков е вашиот став на ова прашање? Значи, светот во кој што живееме денес е свет на не тоа ревајвал, туку е на реакција. Реакција на некои работи кои што сам ќе мора малце по-елаборирано. Реакција на некои работи што одредени луѓе мислеле дека отишле пренапред или препрогресивни. Директно мислам на, да речеме, родовите движења, феминизмот, сексуална револуција, наспроти религија, наспроти конзервативни вредности, наспроти нација на крајот на денот. Наспроти глобализација, која што да не забораваме, оваа последна глобализација беше еднакво прегрната и од левите и од десните идеолошки сили. Тука темата во суштина идеолошка, би се осмелил да кажам, и геополитичка. Значи, поврзана со војни, со раѓање, со луѓе, со колку сме, колку сте, колку македонци има, колку албанци, ќе ви кажам, етничка тема која што нас не засега директно. На времето, значи, ги знаете статистиките, кога наталитетот кај албанците, кај нашите сораѓања албанци беше поголем, сега веќе не сум сигурен дека е поголем. Сега не е поголем, е во пад. Во пад е. Реакцијата кај конзервативните македонци, условно кажано, беше што правиме сега? Албанци раѓаат по 6-7 деца, ние сме останати на 1-2 деца, значи ви кажам, во најголеми стереотипи кои што произведуваат политики на терен. Да. Тие политики некогаш може да бидат сериозно конфликтни. Да. Сегашна ситуација, која ќе видите, например, ќе влезете вие по албанските села на запад, со затворени кепенци. Или кога ќе влезете во Пехчево,
кој што веќе не е град, туку е град на духови, бидејќи нема деца, едноставно, сваќате дека ѓаволот ја однел шегата, повторно кажам, на ниво на нација, која што значи делимитиран простор со граници, каде што во рамки на која што плаќаме даноци, очекуваме од образованието не се врати. Значи целиот наш оперативен хабитус кај што живееме не е во Шведска и во Исланд, туку е овде, бидејќи така се врзува економијата и политиката и се. Кој ќе доеме на тоа, ние зборуваме за идеологија. Значи, кога велам идеологија, мислам и вие го разбирате тоа што ви кажувам. Дека од една страна раѓајте повеќе деца за да нацијата ни обстои, од друга страна темата миграција е исто така идеолошка. Да. Бидејќи како велиме, ни требаат се повеќе луѓе, бидејќи немаме луѓе збор на западот, ама и овој исток наш кај што живееме овде во Македонија, ќе се случува тоа, непалци, нели? Непалци веќе. Така е, кои што внесуваат друг тип на култури, внесуваат друг тип на вредности, кои што не ни се нужно блиски или многу лесно можеме да најдеме спротивставувачки точки со нив. И тоа создава големи турбуленции на глобално ниво, но и на ниво на нации. Кога велам нација, повторно инсистирам затоа што како рековте, војни, пандемии и така натаму, повторно се сведува на тоа каде живееме, кој не штити, која полиција не штити, кои здравствени услуги ги имаме, кај плаќаме даноци и што очекуваме. И ова се тешки турбуленции со кои се соочува светот, кои што можеби нема се надминат на рационален начин како што би очекувале разумните луѓе или некаква светска влада или некакви разумни лидери на тоа ниво. Еве гледаме што се случува денеска. Деновиве, да. Денеска, ама и вчера и завчера, а сега кој утре. Да. Од тој аспект идеолошките заострувања, јас ги гледам тоа како бранови, да кажеме. Да речеме, имаше голем продор на да речеме феминистичките движења, либералниве движења, и сега имаме онака беклеш кој што ни се случува. Конзервативни, патриархални. Да, кој што се реакција на нешто што ми се гледало прерадикално или пребрзо. И тука тој баланс е многу важен. Јас често се конфронтирам, разговарам со моите пријатели кои што се условно кажано радикални феминисти дека треба да се има осет за тие работи, каква е динамиката на општеството за да може агендата која што ја поддржувам од сесец да прогресира, а не да оди после во рецесија, а пак да се враќаме back and forth. Да. И ова би можело да го спакуваме во нешто што се нарекува анксиозност за еднината. Значи, луѓето, како што велиме цело време, се повеќе стануваат предпазливи во кој свет всушност ќе родат, ќе донесат дете, каде ќе живеат нивните деца. И тука ги спомнавме војните, глобалните конфликти кои лесно прелеваат и кај нас и на етничко ниво и така натаму. Климатската криза која што ни се случува, значи деградацијата на животната средина, болести разноразни и така натаму. Еве само неколку податоци од една неодамнашна европска студија која што покажува дека 55% од младите луѓе на возраст од 18 до 34 години кои не сакаат да имаат деца во следните 3 години, например, се загрижени токму за климатските промени како една од причините. Во 4 европски земји во кои што е спроведена анкета на УНФПА, помеѓу 4 и 11% од испитаниците всушност рекле дека климатските проблеми довеле до тоа да имаат или помалку деца или да се одлучат да немаат деца. Гордан ги спомна и овие пребривања конфликтни политички. Професор Мартиновска, кои се според вас најголемите предизвици на современото живење со кои се соочуваме? Еден таков одговор, да не речам политички, и еден можеби интимен, што вас лично ве прави анксиозна во однос на растењето на вашето дете? Уфана, претешко е прашањето за да се сублимира во неколку реченици. Сите овие теми кои што ги споменавте се релевантни, се актуелни и не плашат, не плашат и војните, не плашат и конфликтите, не плашат и миграциите во смисло и реакциите на кои што настануваат како последица потоа и на сите процеси глобални кои што влијаат и на локално ниво. Меѓутоа, сакам да
да бидеме критични. Сакам да размислиме што сгрешивме како генерација. Ако предпоставам дека, да речеме, последниве неколку децении државата ја водат луѓе кои што се блиску до мојата генерација, помлади од мене неколку години, постари од мене неколку години тука, мислам дека сериозно нешто утнавме и се донесовме во ситуација во која младите тука не се среќни. Тоа е една вистина што мораме да ја признаеме. И тоа не е само не го гледаме само во тоа што младите бегаат. Значи овде се останети само оние што не смислиле како да побегнат, туку и оние што се тука се соочуваат со сериозни проблеми, имаме проблеми со менталното здравје кај младите, имаме проблеми со инклузијата, со прифаќањето на различноста, секаква различност. Живееме во поделени општества во кои етничките заедници меѓу себе малку и недоволно комуницираат, да не зборуваме за попреченоста како различност, за сексуалната ориентација како различност и така натака. Сето тоа ме прави и анксиозна и загрижена за тоа каде ќе расте моето дете и не моето, сите наши деца. И да, баш како што велите, всушност и не секој од нас има иста шанса во животот. Мислам, колку и да звучи ова, нели, страшно заплашувачки, дискриминирачки, но за жал ова е една од домакината сентенца која што подразбира дека многу пати се помируваме ние со социјалното исклучување на цели категории на граѓани. Дека таквото општество всушност е полно со предрасуди, стереотипно, несолидарно, неемпатично, со еден збор би рекле неправедно. Ги отврла луѓето кои што се различни по сосема различен основ. Знаеме сите дека различното е богатство, меѓутоа за жал младите луѓе кои што потекнуваат од пониски социоекономски средини, на пример, или оние кои што се со мигрантско потекло, Гордан ја спомна и отвори и таа тема, или оние кои припаѓаат на сексуалните малцинства, се наоѓаат во уште понеповолни услови за остварување на своите аспирации кои се однесуваат, нели, на дете и на семејство. Токму затоа и клучната таа улога да се грижиме за секој, никој да не остане зад нас. И пак ја нагласам дека тука капак на се и економската несигурност како една од клучните причини да се има дете. Во просек во неколку европски земји во кои што се правени статистики се смета дека 40% од луките паѓаат токму на таа финансиска и економска причина, наспроти 20% на здравствените причини. Ајла, од еден, како да кажам, професионален медицински аспект, кои се препораките кои што ќе ги дадете речиси пред крајот на денешниот наш подкаст? Моја препорака е сите млади жени, сите да се грижат за своето здравје како за нешто што го сакаат најмногу. Грижата за своето здравје е многу важно и ако нешто не знае, подобро е да се прашува, да се добива соодветна информација или да се побара помош. Знаењето секогаш е сила на секоја личност. Да. Насилството и конфликтот исто така ги спречува младите луѓе да станат независни, принудувајќи голем дел од нив и да живеат со своите родители заради безбедност, подкопувајќи го, нели, пристапот до образование, пристојно вработување и, нели, потикнување на еден постојан таков циклус на исклучување, би рекле. 1 од 5 млади луѓе изјавиле дека стравовите за иднината, вклучувајќи војни, пандемии, политика и климатски промени, ќе доведат до тоа да имаат помалку деца отколку што посакувале. 1 од 3 изјавиле дека тие или нивниот партнер доживеале несакана бременост. 1 од 4 доживеале време кога сакале да имаат деца, но се чувствувале дека не се способни за таа одлука. Од нив 40% рекле дека на крајот морале да се откажат всушност од желбата да имаат дете. 13% од луѓето доживеале несакана бременост. Зборувавме неколку пати на оваа тема и со докторката. 14% изјавиле дека нема да имаат толку деца колку што сакаат, затоа што нивниот партнер не сака или затоа што немаат соодветен партнер за со истиот да го продолжат, нели, таа аспирација, тој пат. 18% доживеале ситуација каде што не можеле да пристапат до медицински и здравствени услуги поврзани со контрацепција или пак се што е врзано со репродуктивното здравје.
родовата еднаквост, мислам дека заклучивме многу пати дека игра голема улога во однос на стапките на фертилитет, во однос на стапките на плодност низ целиот свет, не само кај нас. Уште една илустрација, вели повеќе од 1 до 4 млади луѓе во Африка или околу 72 милиони не се вработени, не се образуваат, не се обучуваат, при што младите жени се соочуваат и со големи бариери за учество на работната сила во однос на мажите и така натаму. А како некаква глобална просечна возраст за раѓање деца сега е 28 години, но таа постојано се зголемува. Зборуваме нели како за просечна, ова од 28 постојано се зголемува. Така што би рекла дека вистинската криза не е ниската плодност, тоа е само симптом. Вистинската криза всушност лежи во неспособноста да ги отстраниме економските, институционалните и социјалните бариери што ги спречуваат луѓето да ги остварат всушност своите семејни аспирации. Па наместо да се врши притисок врз младите луѓе, да се вперува прстот кон нив, да се зборува дека тие се себични, дека тие се виновниците зошто се одлучуваат да немаат деца, можеби треба да се прашаме кои се причините зошто луѓето не можат да ги остварат овие работи. Тоа подразбира значи инвестирање во обезбедување на сигурни работни места, прифатливо домување, сеопфатно сексуално образование за кое што зборувавме, грижа за децата со прифатлив квалитет, превенција на третманите за неплодност, климатски акции или со еден збор би рекле создавање на средини и општества во кои луѓето ќе имаат и средства и самодоверба да имаат онолку деца колку што сакаат да имаат или да немаат, но тоа да биде нивен избор сепак. Ана Мартиновска, Ајла Шабани, Гордан Ѓоргиев, ви благодарам за учеството во подкастот Тело и здравје и благодарност до UNFPA и Македонската асоциација на гинеколози и обстетичари што навистина поддржуваат и потекнуваат јавно да зборуваме и да сензибилизираме јавноста на овие важни теми. Ви благодарам, имете пријатен ден. Благодарам. Благодарам.